Време за најновите информации од Велес и регионот. Што ќе гледате во овој дневник, погледнете веднаш. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов ја посети општина Велес. Кавадаречката болница ќе добие 54 апарати во вредност од 865.000 евра. Градоначалникот на општина Чашка Горан Чопановски на средба со граѓаните. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска оствари средба со градоначалникот на Велес Славчо Чадиев и пратеникот Илја Димовски. На средбата разговараа за работата на локалната самоуправа, реализираните проекти и активностите кои следат наредниот период. Иванов ја посети фабриката Маркарт. Деталите ги има колешката Сања Ангелова. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска ја посети општина Велес. Тој оствари средба со градоначалникот Славчо Чадиев, на која присуствуваше и пратеникот Илија Димовски. На средбата Иванов и Чадиев разговараа за проектите кои локалната самоуправа ги реализираше во 2016 година, како и за проекти кои ќе се реализираат во наредниот период. Токму она што треба да се прави во иднина, односно да имаме што повеќе вработувања, сепак вработувањата секогаш во сите средби со граѓаните на Велес и на Македонија се број 1, потоа следуваат инфраструктурните проекти. Токму тоа му го објаснивме и на председателот колку инфраструктурни проекти се направени во Велес, колку имаме поединечно, колку имаме културни проекти во доменот на културата, изработено во изминатиот период и сето она што значи конкретно живење на општина Велес. Председателот Иванов ја посети Повардарската епархија каде оствари средба со митрополитот Повардарски господин Агата Ангел. На средбата разговараа за духовниот живот во општина Велес и Повардарскиот регион. Тоа беше повеќе од протоколарна посета со владиката, се разговараше конкретно околу начинот на организирањето на животот, духовниот живот во општина Велес на Вардарската епархија. Председателот Иванов ја посети и фабриката Маркарт во индустријската зона Каласлари, каде раководниот тим на фабриката ги презентираше капацитетите и досегашните успеси на фабриката, но и идните планови. Иванов посетата во Велес се заврши на средба со представниците од бизнис секторот, на која се разговараше за подобрување на економската бизнис клима, како во Велес, така и во целиот Повардарски регион. Болницата во Кавадарци ќе добие 54 апарати во вредност од 865.000 евра и за прв пат болницата ќе добие апарат за компјутеризирана томографија. Задоволството од најавата на новата медицинска опрема ја искажаа и докторите од Кавадарци. Задоволството од најавата на нова медицинска опрема ја искажаа и докторите од Кавадарци. Првиот човек на општата болница во Кавадарци, Орцо Ангеловски, информираше дека во оваа болница ќе бидат донирани 54 апарати во вредност од 865.000 евра и за прв пат болницата ќе добие апарат за компјутеризирана томографија. 2 автоклава, анестезиолошки апарат, автоклав за централна стерилизација на оперативен веж, апарат за ехографија со пулсен континуиран пауер доплер, ултрасонографски апарат со конвексна сонда, 3D и 4D сонда, колор доплер, вагинална сонда, посебно колор доплер сонограф, инструментариум, оперативен сет за гинеколошки и акушерски операции, плазма стерилизатор, апарат за гастродуоденоскопија, апарат за исследување на ацидобазен статус, апарат за механичко миење на инструменти, 14 инфузиони пумпи, 3 инкубатори за новородени, коронарен стрес тест со подвижна лента, оперативен стол со светла, апарат за колоноскопија, перфузори 10, монитор пулс оксиметар, вормери или апарати за затоплување на новороденчињата, дефибрилатор, ЕКГ апарат 12 канален, такви ќе бидат 2 апарата, 24 часовен ЕКГ холтер апарат, кардиопулмонален монитор, вакуум екстрактор, аспиратор, вакуум други аспиратори. Ангеловски рече дека оваа мерка ќе значи поквалитетна здравствена услуга за сите граѓани. Колку е поблиску здравствената услуга, толку статистички се зголемува и бројот на прегледи. Ќе се добијат нови услуги кои што досега не се давале во
Општа болница Кавадарци, тие ќе ги добиваат овде во нивното место на живење, ќе се намалат патните трошкови, времето на чекање за услугите и секако со тоа ќе се подобри диагностиката. 80.000 жители од Кавадарци, Неготино, Росоман и Демиркапија ќе можат да ги користат здравствените услуги. Во име на граѓаните се јави и таткото на градот кој рече дека ова ќе значи многу повисоко ниво на здравствена заштита. Ова е вистинска бомба која што треба да се слушне и која што треба да ја слушнат граѓаните. Во изминатиот период знаете дека имавме така спорадични донации во делот на автомобили, на комбиња, мамограф, па и други апарати, дури и ние како локална самоуправа на неколку пати заедно со бизнис секторот од Кавадарци учествувавме во опремувањето на нашата болница за поздравување од кавадарчани, бидејќи во изминатиот период токму во здравството слушавме вакви убави вести за Скопје, за Велес, за Битола, за Прилеп и за другите градови. Сега конечно еве дојди редот и на Кавадарци и мислам дека ова е еден голем плюс, еден голем комплимент. Набавката и опремувањето на болницата во Кавадарци продолжува во континуитет. Само за 2016 година болницата е подновена со 3 нови апарати. Дигиталниот мамограф е ставен во употреба. Функционираат и апаратите за електроенцефалографија и електромиографија на одделот за невропсихијатрија, како и новиот гастроскоп кој до крајот на оваа недела ќе биде ставен во функција. Црна статистика на Министерството за внатрешни работи. Кривични пријави заработија лица од Кавадарци, Неготино и Велес по претходно постоење основи на сомнение за сторени кривични дела. Повеќе детали во прилогот на колешката Валентина Михайловска. Полициската станица од Кавадарци поднесе кривични пријави за двајца кавадарчани поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело кражба. Против едно лице вработено во јавното предпријатие Македонски шуми поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело проневера во службата. Против две лица за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, како и против едно лице поради фалсификување пари, информира Министерството за внатрешни работи. Полициската станица пак од Неготино поднесе кривични пријави против две лица од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, предизвикување шумски пожар, како и против едно лице поради оштетување и неовластено влегување во компјутерски систем. СВР Велес пак поднесе кривична пријава против едно лице од Кочани поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Градоначалникот Александар Панов ги започна средбите со граѓаните низ урбаните и местните заедници во општина Кавадарци. Тој вчера вечер оствари средба со граѓаните од урбаната заедница Љубаш, каде што рече дека крајната цел е подобрување на условите за живот во рамките на можностите на општината. Приоритетите на Кавадарци се утврдуваат на средби со граѓаните. Градоначалникот Александар Панов заедно со дел од службите во Кавадаречката локална самоуправа и директорот на јавното предпријатие Комуналец ги започнаа традиционалните средби со граѓаните низ урбаните и местните заедници во општината. Основната цел е да ги слушнеме нивните видувања во делот на реализацијата на комуналната изградба во делот каде што живеат, како и да ги слушнеме нивните видувања за тоа како и на кој начин да ги насочиме финансиите за наредната година, бидејќи одма после 15 ноември отпочнуваме со една поголема транспарентност во делот на буџетирањето за сите програми кои што имаат за последица уредување на просторот во кој што тие живеат. Крајната цел е подобрување на условите за живот во рамки на можностите на општината. Истовремено кавадарчани имаа можност да увидат како се трошат нивните пари, рече градоначалникот Александар Панов во изјава за К1 телевизија. Тој потсети дека ова е стил на работа уште од почетокот на неговото доаѓање како градоначалник. Средбите со граѓаните се од исклучително значење, вели градоначалникот на Чашка Горан Чопановски, особено кога станува збор за руралните средини. Идеите и барањата кои произлегуваат од граѓаните секогаш ги преточуваме во проекти, се со цел подобрување на условите за живот на жителите, вели Пановски.
Продолжуваат средбите на градоначалникот на општина Чашка Горан Чопановски со представниците на местните и урбаните заедници. Се определуваат приоритетните проблеми за општинските служби да можат да подготват проекти и истите испланираат во годишната програма за работата на општина Чашка за 2017 година. Во село Теово, жителите побараа обнова на патната инфраструктура, но и отварање на некогашната селска амбуланта. Тука беше амбулантата, имаше доктор, идеа 2 пати неделно. Сега не доаѓаат, идат на 2 недели овие. Значи потребно е да има по барем 2 пати во неделата да има доктор. За градоначалникот Пановски ове се очекувани и реални барања. Вели исто како и минатите години. И овој пат општината ќе работи на подобрување на условите за живот. Ќе имаме подобрување во секој случај, затоа што планираме, да речеме, во текот на наредната година во повеќе населени места да бидат направени околу 30 улици, колку што беа направени и во оваа година за која што сега зборуваме, а ако континуирано правиме по толку улици, јас мислам дека од сите населени места што ги имаме, нема да остане место каде што едноставно нема да бидат сите улици асфалтирани, а што се однесува до рурален лекар или подвижна аптека сега што има, сето тоа ќе се подобрува бидејќи ние немаме надлежност, меѓутоа затоа постоиме ние како локална самоуправа да контактираме со централната власт и сите оние потреби кои што ги имаат нашите луѓе да се подобруваат, да речеме во одредено време или никогаш го немало претходно, нити рурален лекар, нити подвижни аптеки, сега веќе го имаме, се подобрува ситуацијата. Покрај средбата со жителите од село Теово, Пановски оствари средби со представници од местните заедници од селата Мокрени и Согле. Градската библиотека Феткино од Кавадарци домаќин на 9-тиот саем на книгата. Со своји книги пред кавадаречката читателска публика се представуваат повеќе издавачки куќи. Саемската манифестација ќе трае до сабота, а љубителите на пишаниот збор ќе можат да бидат дел од неа во наредните денови од 9 до 20 часот. Прилог на колешката Мартина Митков. Саем на книгата по 9-ти пат беше отворен во градската библиотека Феткин во Кавадарци. Со своји книги пред кавадаречката читателска публика се представуваат повеќе издавачки куќи. За книгата, за нејзиното влијание во културно-образовниот процес сме слушнале, сме читале многу пати и секој од нас дошол до сознание дека таа е извор на информации. Книгата представува мост меѓу различностите. Преку испишаните страници учиме за различните традиции, култури и новитети. Таа е основен двигател во општеството, рече директорката Трајанка Атанасова. Говорејќи пред присутните, таа потсети дека е модерно време на висока технологија кога луѓето се заразени со социјалните интернет мрежи. Читањето на книгата и нашето соживување со ликовите и со јунаците од романот представува против отров на тоа модерно време. Најновите истражувања покажуваат дека читањето ја зголемува концентрацијата, вниманието, ја зголемува способноста кај децата да размислуваат брзо. Затоа, не случајно и ние оваа година на нашата покана ја додадовме пораката "Патувајте во светот на книгите". Затоа патувајте. Саемот кој ја носи пораката "Патувајте во светот на книгите" е во организација на библиотеката, градоначалникот и Советот на општина Кавадарци. Настанот по повод месецот на книгата е во рамките на традиционалната кавадаречка културна есен. Саемската манифестација ќе трае до сабота, а љубителите на пишаниот збор можат да бидат дел од неа во наредните денови од 9 до 20 часот. Осумдесет нови медицински апарати во вредност од 921.000 евра ќе бидат обезбедени во општата болница и здравствениот дом во Велес. Ова се предвидува со новиот мегапроект во здравството. Мегапроектот во областа на здравството кој го најави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски доби силна поддршка од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Велес. Новиот проект значи модернизација на јавните здравствени установи, подобри услови за работа на здравствените работници и подобри здравствени услуги за граѓаните, истакна Петре Саздов од партиската говорница на ВМРО ДПМН. Овој проект
е посебно значаен бидејќи се однесува на набавка на нова медицинска опрема за болницата во сите градови во Република Македонија во износ од 33 милиони евра, односно ќе се набават 3700 медицински апарати за потребите на повеќе од 100 здравствени јавни установи. На овој начин здравството во нашата држава ќе се обнови и осовремени, а граѓаните ќе имаат поквалитетно здравство, чекор поблиску до современите европски трендови. За Велес овој проект ја значи набавка на медицински апарати за општата болница, здравствениот дом и болницата во Јасеново во вредност од 921.000 евра. Како што истакна Саздов, во здравството во Велес се вложува само кога ВМРО ДПМН е на власт. Потенцираше дека во изминатиот период се извршени неколку темелни реконструктивни зафати и набавка на голем број медицински апарати. Лидерот на СДСМ Зоран Заев изјави дека кандидатските листи за пратеници ќе бидат истакнати во јавноста на 6 ноември, на денот кога ќе се одржи големиот конгрес на Социјалдемократскиот сојуз. Лидерот на СДСМ Зоран Заев се уште во јавноста не ги открива кандидатските листи за пратеници. Одговарајќи на новинарско прашање, тој рече дека по завршувањето на конгресот, кој ќе се одржи на 6 ноември, ќе бидат истакнати и листите за пратеници. Ние нашите листи ќе ги истакнеме на 6 ноември, тоа е недела, кога Социјалдемократскиот сојуз закажа конгрес. Во тек се целодневни разговори со коалиционите партнери, но најмногу пред се посветуваме време на граѓаните кои што ќе бидат по заедничките листи кои што ќе ги објавиме на предстојните избори. Немам намера некои дополнителни детали да коментирам. Она што се шпекулира во јавноста е дека лидерот на СДСМ Зоран Заев ќе биде носител на изборната единица број 6. Министерството за култура ја прекина забраната на ЗАМП за емитување авторски музички дела. 55 припадници на чешката полиција ќе бидат распоредени во Македонија и Србија. Македонските земјоделски производи ќе бидат промовирани во Шангајската безцаринска зона во Кина. Ова се вести од Македонија. Министерството за култура донесе решение за запирање на одлуката на ЗАМП со која се забранува емитување авторски музички дела по пат на радиодифузно емитување, бидејќи оценето дека не е во согласност со одредбите од Законот за авторско право и сродните права. Министерството за култура во согласност со својата законска надлежност утврдена со Законот за авторско право и сродни права по извршениот надзор над одлуката на собранието на ЗАМП број 493.1.0201 од 19.9.2016 година донесе решение за запирање од извршување на одлуката на собранието на ЗАМП со која се забранува емитување на авторски музички дела по пат на радиодифузно емитување. Од надзорот на Министерството за култура над одлуката на собранието на ЗАМП се констатираше дека одлуката не е во согласност со одредбите од Законот за авторско право и сродни права, стои во соопштението. Во согласност со член 157 став 1 од Законот се наведува во соопштението, доколку во спроведување на надзорот над актите на Организацијата за колективно управување, Министерството за култура оцени дека општ или поединечен акт не е во согласност со законот, статусот, односно договорот за основање, со решение ќе го запре од извршување и ќе поведе постапка пред надлежниот суд за оцена на законитоста на актот, се наведува во соопштението. Македонските земјоделски производи ќе бидат промовирани во Шангајската безцаринска зона во Кина. 20 компании од земјоделско-прехранбениот сектор се дел од македонскиот национален павилјон. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков од денеска до 6 ноември ќе престојува во Кина. Предвидено е тој да го отвори македонскиот павилјон, каде покрај македонското вино и преработката од овошје и зеленчук ќе биде промовирано и македонското органско производство. Како што соопштуваат од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, врз основа на претходно подпишан договор со државната компанија Direct Imported Goods, која управува со Шангајската безцаринска зона, треба да бидат промовирани македонските земјоделски прехранбени производи, кои што на овој начин ќе станат подостапни до потрошувачите од големиот кинески пазар.
55 припадници на чешката полиција ќе бидат распоредени во Македонија и Србија во рамки на мисијата за помош во обезбедување на граничната линија поврзана со мигрантската криза, соопшти чешката новинска агенција. Чешките полицајци досега им помагаа на македонските колеги во мониторинг на граничната линија преку спроведување на заеднички безбедносни проверки. Досега Чешка реализира 12 мисии во кои што учествуваа повеќе од 400 припадници на полициските служби. Тие беа распределени во Македонија, Грција, Унгарија и Словенија, земји кои се наоѓаат долж Балканската мигрантска рута. 5 тима на чешката полиција веќе се распоредени во Македонија, а за прв пат еден тим ќе биде распореден и ќе действува на српската гранична линија. Зградата на Обединетите нации погодена од тенковска граната која ги уништила последните катови. Дводневни воени вежби започнаа вчера со учество на Република Кипар и Израел на територијата на Средоземноморските острови. Останатите вести од светот во продолжение. Тенковска граната ја погоди зградата на Обединетите нации во западниот дел на Алепо, оштетувајќи ги најгорните катови, соопшти Светската организација. За сега не се знае дали во експлозијата има евентуални жртви и кој е одговорен за истрелувањето на гранатата. Од Обединетите нации изјавија дека острого осудуваат инцидентот. Во последните денови бунтовничките групи водат борби во западниот дел на Алепо, кој е под контрола на режимот, со цел да се обидат да ја пробијат блокадата во источниот дел на градот. Република Кипар и Израел започнаа дводневни воени вежби на територијата на Средоземноморскиот остров. Вежбите се спроведуваат во рамки на годишната програма за воена соработка меѓу двете земји. Според соопштението на Кипарското министерство за одбрана, маневрите се одржуваат во зоната на летови на Никозија и на голем дел од копненото пространство на Кипар. Учествуваат единици на Кипарската национална гарда, како и авиони на израелските военно-воздухопловни сили. Сончево и стабилно време со слаб до умерен ветер имавме денеска во текот на денот со северен ветер, особено долж по Вардарието. Дневната температура достигна до 17 степен. Метеоролозите слично време најавуваат и за утрешниот ден. Во продолжение деталите за Вардарскиот регион. Ова беше последната информација во ово издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.